Над 20 автомобили овие денови на Халкидики во Грција, во Калитеа и во Афитос со самна оштетени. Ова не е прв пат да читаме наслови дека се оштетени автомобили на македонски граѓани во странство, посебно во летниот период. Грција предночи со бројот, но сепак и во другите делови кои што се популарни за летување на македонците да одат со автомобил дотаму, се случувале вакви работи. Од македонското МНР вела дека стапиле во контакт преку македонската амбасада со службите и властите во Грција. Според нив не е број 20, туку пријава на штета имаат само 6 македонски автомобили. Но оттаму за скем потенцираат дека во истиот период на истите локации на Халкидик имало оштетени и други возила од други земји во Европа, значи не се работи за изолиран инцидент само за македонски автомобили, туку ете повеќе автомобили на странци биле оштетени. Но кога ќе се случи еден ваков немил настан, кога веќе ќе ви се расипе одморот, прашањето е дали некој ќе ви ја надомести штетата. Одговорот е не. Не доколку немате каско осигурување на возилото. Значи, ишкртани автомобили, скршени стакла, секогаш кога се работи за непознат сторител, имате само две можности. Едната е веќе да имате каско осигурување кое ја покрива ваков вид на штета, или пак да се надевате, ова ретко се случува во реалноста, се надевате кога ќе бидат најдени сторителите и од кога ќе бидат пронајдени со име и со презиме, вие имате право да ги тужите во приватна тужба и да барате надомесна штета, како што реков, ова ретко се случува. Единствено каско осигурувањето ви покрива и поплави, оштетени возила, како што пред некоја година се случи во Грција, или пак да ви ги одземат табличките, или да ви ги шкртаат возилата со спреј, или пак едноставно изгребаат. Но и тука бидете внимателни. Мора да направите неколку работи. Првата работа што треба да направите е да фотографирате местото каде што ви е оштетено возилото, бидејќи фотографиите ќе ви требаат за осигурителната компанија каде што го имате каско осигурувањето за полесно да си ја наплатите штетата. Исто така мора да пријавите во полиција и мора да го почекате записникот, да го имате со себе. Сето ова треба да го пријавите во вашата осигурителна компанија, која што потоа ќе ги разгледа сите документи и евентуално ќе ви ја надомести штетата. Но освен овие случаи, сите македонски возила имаат зелен картон кога излегуваат од државата, но овој зелен картон не ви ја надоместува штетата доколку вие имате штета, но ви ја надоместува штетата доколку вие направите сообраќајна несреќа, вие сте виновникот. Но и во случај кога имате сообраќајна несреќа со познат сторител кој што ја признава нели штетата, имате две опции: да направите европски записник, тоа е едниот, и втората опција е неговата зелена карта, неговото осигурување да ја покрие вашата штета. Но и тука има мали проблеми. Проблемите се што исто така треба да имате полициски записник, треба да сте пријавиле во државата каде се случила несреќата, треба да имате копија од зелениот картон, односно од осигурувањето на странското возило кое што е виновно за несреќата, но овие пари нема да ви ги исплати нашето Национално биро за осигурување, затоа што се уште не сме членка на Европската унија. Мора да пријавите во бирото од земјата каде што причинителот на несреќата и на штетата има осигурување. После враќањето во државата, значи возилото доколку е оштетено, а е во возна состојба, треба да се направи така наречена услужна проценка, по која што било во некој областен сервис или во некоја осигурителна компанија, да се процени вредноста на оштетата. Тој документ, полицискиот записник, зелениот картон и едно барање, сите овие документи сочинети преведени на англиски јазик, бидејќи званичен јазик за кореспонденција меѓународна по интеррегуларот на Советот на бироа е англискиот, треба да ги достават самите граѓани, да ги достават документите до компанијата каде што било осигурано возилото кое што причинило штета, односно до Националното биро во државата каде што е причинета штетата. Значи, ние сега, согласно Законот за задолжително осигурување, нашето биро за осигурување ќе биде обработувачко биро за штети во оној момент кога нашата држава ќе стане рамноправна членка на Европската унија. До тогаш правото за остварување на штета, надомесна штета настаната надвор од државата,
на нашите граѓани ќе се одвива според претходно кажаниот процес. Но што доколку не можете да обезбедите некој документ, сте заборавиле да направите копија од осигурувањето на оној кој што ви ја направил штетата, или пак не сте можеле да седите во земјата каде што е настаната штетата и да го чекате полицискиот записник ако не е готов на време. Не грижете се, Националното биро во Македонија може да ви помогне. Ние на нашите граѓани, доколку некој документ им недостасува за пријавување на штетата, тој се обраќа кај нас, ние комуницираме со бирото само во државата каде е настаната штетата и тоа биро е должно да тој документ го обезбеди, му го предадеме на нашиот граѓанин, се формира документацијата и граѓанинот лично мора да ги достави сите документи до Националното биро во државата во која што е настаната штетата. Значи, барем имате шанса во овој случај со зелената карта да си ја надоместите штетата на вашето возило. Не дај Боже да се случи, но добро е да се знае доколку сепак се случи. А доколку сепак имате оштетување, како што рековме, гребаници на возилото и скршени стакло од непознат сторител, внимавајте. Или навреме обезбедете си каско осигурување, или пак возилата внимавајте каде ги оставате. Нека бидат, да не бидат на видно место, да не бидат на јавна улица, да не бидат на достап на хулиганите.